Има вистинско и невистинско, лошо и добро. Вие треба да се оцените кои системи се измислици и се прават само пари, кои системи навистина содржат нешто што би дошло до исцеление, до целовитост, до хомеостаза на вашиот организам. Имате мозок, почнете да се го користите. Се додека има овци, ќе има некој да ве стриже. Затоа почнете критички да размислувате кај кого одите, од кого барате помош и видите дали работата ви држи вода. А за тоа да знаете и вие мора да отворите компјутер. Мора да прочитате на Википедија, симнете некоја книга бесплатно, прочитајте, едуцирајте се да знаете дали и шо мајка барат хиндуизмом со енергетски центри, тоа чакри ги викат, со шинтоизам. Дали таква комбинација воопшто постои во светот или некој се ја измислил и за него моделва, меѓутоа да се знае што на вас ви прават. Ако ви е фирма бујрум, да кажеме малку сега за спиритуалните техники. Спиритуалните енергетски техники, значи во нив нема ништо нелогично. Кога нешто е техника, тоа значи дека има елаборирано учење позади него, има case study, има клинички сати, има научни докази дека нештото постои и функционира. Рики, како техника која потекнува од Усуи сенсеј, тоа од господин Микао Усуи, значи како техника зборам, не рики енергија. Рики енергија потекнува од седмото небо и е божествена енергија. Рики техника е техника која има направено жив човек. Има методена работа, има елаборирани учебници, има напишено менуал, учебник со протокол, каде, како, што, колку, кога се работи. Кога нешто е вака, структурирано, организирано е техника, тоа значи дека секој, без разлика дали има вродени паранормални способности или нема, има шанса да ги развие, практикувајќи според точно определен протокол техника. Се оди на факултет, институт, се работи повеќе од 5 години на еден исти метод, за да можеш да стекнеш убаво техничко стручно знаење. Тоа е техника. Кога некој пременува техника, е практикант на таа техника. Секој метод. Во светов постојат над 5000 видови на работа со рики енергија. Пол од нив стварно работат со рики енергија и со плюс нешто друго, пол од нив не работат со рики енергија. Затоа има многу различни спиритуални енергетски техники. Треба убаво да се види, кога ќе идете кај практикант, кој ви вели дека исцелува со енергија, треба да ви е јасно и да знае тој практикант да ви објасни како се вика таа енергија. Дали се вика прана, дали неговиот систем се вика тета хилинг, дали неговиот систем вклучува рики енергија, дали неговиот систем вклучува мантрање, значи дали личноста знае што е мантрање, значи мора да се распрашате. Колку личноста ви е религиозна, а употребува техника од друга религија, дали вашиот практикант е свесен дека не ја разбира таа религија за да ја употребува таа техника, не може да се употребува будистичка техника на христијански начин. Не може да се употребува шинтоистичка техника на хинду начин. Значи, не може. Или го разбираш шинтоизмот и ја разбираш основата на Усуи Рики Риохо техника и методологија, или ја знаеш американската култура и употребуваш техниката на Усуи Шики Рики. Шики значи традиционално, тоа е систем кој потекнува од госпоѓа Таката, Хавајо Таката. Джикетен на Рики е директно трансмитиран како од нашиот учител, така и ние 101 година непроменет оригинален начин на работа со Рики енергија, како што е во Јапонија, не во Америка. Тоа е друг модалитет. Значи,
Модерно рейки, неговиот учител си го нарекол, затоа што додал нешто модерно, некои њуеџистички моменти како што се енергетските центри. Енергетските центри не се шинтоистички концепт. Рейки енергијата е шинтоистички концепт. Тоа значи дека кога некој практикува рейки систем и ви вели и ви збори за енергетски центри, не практикува на оригинален јапонски начин, туку практикува на традиционален амерички начин со примеси на хиндуизмот. Тоа мора да се знае. Има вистинско и невистинско, лошо и добро. Вие треба да се оцените кои системи се измислици и се прават само пари, кои системи навистина содржат нешто што би дошло до исцеление, до целовитост, до хомеостаза на вашиот организам. Имате мозок, почнете да си го користите. Се додека има овци, ќе има некој да ве стриже. Затоа почнете критички да размислувате кај кого одите, од кого барате помош и видите дали работата ви држи вода. А за тоа да знаете и вие мора да отворите компјутер. Мора да прочитате на Википедија, симнете некоја книга бесплатно, прочитајте, едуцирајте се да знаете дали и шо мајка барат хиндуизмом со енергетски центри, тоа чакри ги викат, со шинтоизам. Дали таква комбинација воопшто постои во светот или некој се ја измислил и за него моделва, меѓутоа да се знае што на вас ви прават. Ако ви е фино бујрум, меѓутоа да разберете. Некога јас прашам, шо ти знаеш, па тоа традиционалното на Усуи рейки. Не е тоа на Усуи рейки, тоа е на Таката рейки, која била на Усуи ученичка, ама си измислила свој правец. Немам ништо проблем со нејзиниот правец, ама сакам терминолошки да научите да зборите. Пошто не е исто некој да каже те сакам да легнам со тебе, те сакам за парите. Тоа што никој не е искрен, тоа е друга работа. Ма замислете да беа искрени луѓето. Ако тоа не важи во материјалниот свет, во спиритуалниот свет и како важи, бидејќи во спиритуалниот свет, како што реков, постојат други закони. Кога некој ќе сака да влезе и да чепка во спиритуалните светови, ве предупредувам, вие тогаш подложите на сосема други закони кои делуваат во спиритуалните светови. Исто како што Македонија има едни закони со образование, за политика, за економија, за право, меѓутоа во Швајцарија има други закони. Исто на овој свет, кога правите бизниси, кога се стапувате во брак, кога решавате да ви е бизнис бракот, супер. Законите се материјални. Колку ќе му дадете, толку картички ќе ви даде. Бизнис. Немам ништо против. Ама, како човек што се бави со спиритуализам и што е спиритуалист, ви велам, моментот кога ќе почнете да чепкате во спиритуални води, без да сте едуцирани, знајте у најмала рака дека од тој момент вие подложете на сосема друго законодавство, кое е универзумско, каде што важат универзумски закони. Не 3, не 7, не 12. Во 20 и плюс години, низ моите мистични искуства, имам спознаено 59 универзумски закони кои делуваат на спиритуално ниво и се поврзани со се што прави човекот на оваа планета Земја. Вие подложите на тие закони. У друга држава сте и после немојте да се чудете зашто многу работи ви се случуваат, што не ви се логични, ама се и како последични. Спиритуални пракси чепкат спирит. Ако ви држи газот да се носите со последиците за вашиот шарлатанизам или искрено верување дека не им го трошите времето, парите, не им одзимате од животот на луѓето и не ги донесувате до смрт,
терајте. Ама ако знаете дека не сте способни и да ви умре личноста и да велите дека вие не сте криви, кој лажете? Во спиритуалниот свет газдите се други. Внимавајте.